Со 55 општини, вклучително и градот Скопје, владеачката ВМРО-ДПМН е задоволна од освоеното. И покрај намалениот број гласови во однос на ланските избори, ВМРО-ДПМН однесе голема победа. Председателот на партијата Христијан Мицкоски со порака до СДСМ рече дека не е среќен за нивниот пораз, но дека тоа е затоа што не се реформирале. Доцна синоќа во седиштето на партијата се скандираше победа, но се чини дека освојувањето на Брвеница и Кичево за нив има посебно значење, пошто Мицкоски веднаш потоа замина за Брвеница, за лично да му честита на Јовица Илиевски, а потоа и во Кичево кај новиот градоначалник Александар Јовановски. Знаете дека не заслужува името да му го спомнам, тој против кандидат се обиде да профитира на името на националните поделби, на етничките поделби. Не успеа, поразен е. Но морам и да признам и да соопштам една посебно силна порака која доаѓа оваа вест, а таа е од нашето Кичево. Кичево! Падна мито дека Кичево е нивно или наше, мала или голема општина. Кичево е на кичевчани. Победи надежта дека иднината не се гради со поделби, туку со почит и заедничка работа. По 3 градоначалнички места во првиот круг и уште 3 во вториот, СДСМ заврши со 6 освоени општини, 10 помалку од претходно, што уште толку ја однесе партијата во криза. Утрово пристигнаа и оставки од потпредседателката на партијата Ана Чупеска, како и од председателот на општинската организација на Ѓорче Петров Костадин Нацевски, кој беше и кандидат за градоначалник. Филипче вчера најави кадровски промени. Ови избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене као председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски, и како што веќе најавив, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период. Вреди во оваа изборна трка излезе втора со 9 освоени градоначалнички места. Изет Меджити, кој уште во првиот круг ја доби градоначалничката позиција во Чаир, со порака до ДУИ дека вреди е коалицијата со легитимитетот, а нивните повици дека изборите се референдум, завршиле како политички суд против оние кои го држеле народот во заложништво. Не ju tham që në fillim, të zgjedhje lokale, zgjedhje për komunat, ata kërkuan referendum, kërkuan legitimitet, dhe votuesi sovrani e vullosi që legitimitetin në shqiptarëve e ka vleni prej Dollnenit deri në Dibër, deri në Strug. Prandaj, sonte kanë fituar shqiptarët, sonte kanë fituar ata që kanë besuar në ndryshim. Коалицијата најпредводена од ДУИ пак освои 4 градоначалнички места. Председателот на ДУИ Али Ахмети рече дека на некој начин тие имаат добар резултат бидејќи освоиле голем број гласови. Резултатет për disa komuna nuk janë pasqyrë e vullnetit real të qytetarëve, por pasojë e koalicioneve jo parimore dhe marrëveshjeve të përkohshme që në thelb kanë shkelur frymën e garës demokratike. Këto bashkime artificiale mund të na sjellin fitore afaqshkurtra në letër, por do të kenë pasoja serioze për progresin dhe arritjet e deri tanishme në nivel lokal, por sidomos në nivel kombëtar. Движењето Знам доби една општина, односно председателот Максим Димитриевски доби уште еден мандат за Куманово. Со по едно градоначалничко место се и Унијата на ромите и еден независен кандидат.